Има навистина моćна појава овој автомобил. Но дали и во возењето навистина е способен да го исполни тоа што го ветува со изгледот? Неочекувано појавување, зарем не? А причината што излегувам од задната клупа е тоа што меѓу трите главни одлики на овој автомобил спаѓа и просторноста на задната клупа. Не само што е просторно, туку и положбата при седење е толку правилна како во модел, па дури би можело да се каже и во сегментот на Е-класа. Најголемото изненадување. Одлика број 1. Втората најважна одлика на овој автомобил. Бојата. Тука на овој припек најдобро се забележува. Се забележува во последно време кинески автомобил и по бојата. Зошто толку фасцинација околу бојата на кинеските автомобили? Зашто толку им се посебни боите токму на кинеските производители? Па, може да се пресетиме само на фамозните варни од династија Минг, Кинг, како ли да се викаат секоја чест. Тие не се одликуваат, не се разликуваат по тоа што се поголеми или по тоа што не умееле останатите за нечие да ги изработат тие парчиња уметност, туку се посебни токму по украсувањето, по боите. Затоа ја имаат кинезите таа вештина да ја имаат слободата да си играат со боите, да бидат креативни и да направат различна боја која што наистина одушевува. Од друга страна, тоа пак се поврзува со третата главна одлика на овој автомобил, кој што е изненадуван. Секој кинески автомобил е изненадуван. Овој, па веројатно и уште повеќе од колку што можело да се очекува изненадувањето. Одлика број 2. Бојата. И уште малку до третата. Возењето е на страната на комфорт. Моторот работи тивко. Подвозјето е хармонично, добро избалансирано. Пак повеќе влече на страната на комфорт отколку на динамиката, меѓутоа токму тоа го одликува и целиот автомобил. Не е наменет за брзи спринтови или за екзибиции по криволести патишта, планински, ридски трки и слични
екзибиции, туку повеќе е наменет како крстосовец, како солидна моторизација која што ќе обезбеди релаксирана и рамномерна патна брзина на автопат или на магистрални патишта, едноставно релаксираност која што ја нуди погонот. И е на страната на комфорот. Изненадува, значи пријатно е тоа што отсуствува тоа што германците го нарекуваат полтерн, односно подскокнување или тропање на подвозјето, кое што се јавува доколку има нехармоничност меѓу работата на една многу интересна димна завеса и во ретровизор се забележува, меѓутоа сите имаме видено што значи тоа димна завеса на македонските автомобили со 1.000.000 километри довлечкани од бугарските автоплаци. И значи да продолжам за тоа што тргнав да кажувам, тоа полтерн, односно тропање, се јавуваше порано кај моделите од нормалните класи, значи кај градската и кај компактната класа, и главно се јавуваше поради неурамнотеженоста меѓу работата на амортизерите и пружините. Значи, се случуваше или пружините да бидат премногу меки, а амортизерите премногу тврди. Значи, сепак има два одови различни. Кај амортизерите има работен и повратен од. Значи, сето тоа има своја карактеристика, не е подвозијето само до тоа да се стават амортизери и да се вози туку. Тоа е цела вештина да се погоди вистинскиот баланс и токму тоа дава одлика на возењето во Т5 Ево, значи комфорот. Комфорот е испочитуван во секој поглед. Значи од моторот, од добрата изолација, отсуството на вибрации, од отсуството исто така на звуци од подвозијето, меката работа. Значи, нагласив и претходно дека возењето, амортизација, односно работата на подвозијето на страната на комфорот, и тоа го прави овој Forting T5 Evo го прави комфорен автомобил. Значи, кога некој ќе те праша каков е автомобилот, му одговараш комфорен. Тоа е многу очигледно и го испочитувале како идеја при развојот на автомобилот во Forting. Моторот е Mitsubishi, 1.5 литарски. Значи, тоа се лиценци, тоа се веќе развиени концепти и мотори кои што се докажани, проверени и нема што понатаму да се дискутира околу тоа. Во поглед на потрошувачката, тоа се 8,5 литри во комбинирани услови на возење. Верувам дека понатаму во текот на тестот ќе може да се спушти и на 7-ка. На отворено е несомнено дека ќе се може да се калкулира да се очекуваат вредности од околу 6,5-7 литри. Меѓутоа понатаму во текот на тестот тоа ќе се покаже. За сега комфор. Токму на овој ретко мазен и квалитетен асфалт, нов асфалт, се чувствува колку комфортно и избалансирано работи подвозијето. Како да лепди на магнети. И тоа го создава карактерот на Т5 Evo, Forting Т5 Evo, карактер на крстосувачка машина.
Т5 Evo е автомобил кој што нема ограничување во поглед на применливоста и практичност, функционалноста. Ова е патна машина, патувачка машина. Колку што ги има одликите, квалитетите за градското секојдневие, толку има и одлики на семеен автомобил, бизнес автомобил, кој што ќе служи и за патување, кој што нема да биде само еднаш во годината или два пати во годината. Комфорот, удобноста, просторноста, моќноста, опремата, сето тоа се својства што односно квалитети кои што ги поседува Т5 Evo. Управувањето исто така е на страната на комфорот, а тоа значи за нијанса се покажува дека е за нијанса полесно работи, нема посебно убедлива повратна информација од подлогата. Значи, тоа се тие мали, ситни вибрации кои што се пренесуваат од подлогата преку кои што возачот знае дали може би се јавува прелискување во побрзо и похрабро фатени свијоци. Меѓутоа, за карактерот кој што го поседува автомобилот, ова управување е сосем пристојно. Страничното наведнување на каросеријата постои, значи не е толку скрутена, не е толку круто, тврдо дотерано под возијата. А тоа секако дека помага, придонесува во градењето на комфортниот карактер на автомобилов. Овие својства кои што ги покажува подвозијата укажуваат на тоа дека по подолго патување од автомобилов човек ќе излезе релаксиран. Колку пати се случува во некој автомобил, патувате и ви треба потребен ви е одмор од возењето, од седењето. Меѓутоа не е тоа само седење, затоа што човек е изложен на вибрации, на бучава, и бучавата исто така придонесува за заморот. Меѓутоа многу повеќе е за тоа придонесува амортизацијата, доколку е премногу крута или премногу на страната на динамиката, тркачка машина. Т5 Evo не само што изгледа како SUV и има растојание од подлогата како SUV, туку и вози како SUV. Тоа му додава дополнителни квалитети од оние кои што ги спомнав претходно. И по уште стотина извозени километри и среќа да си најдем ваква сенка за мене, доаѓаме до објаснувањето на третото главно обележје, третата главна одлика на овој Forting T5 Evo. Evo значи друго патем, не значи Evolution во смисла на Mitsubishi Lancer Evo, туку е друга, има друго значење. Третата одлика е пријатното чувство, убавото доживување, убавото патување во овие автомобили. Предходно, значи од истата групација, ја имам возено, го имам возено електричниот CRS3. Тоа беше и една фамозна репортажа од извориштето на треска во извор во Кичевско до Скопје, до оштечението на треска. И уште го памтам
тоа како едно доживување кое што дополнително беше вредно поради патувањето, поради пријатното чувство во автомобилот. И што всушност зборуваме сега цело време. Упорно забораваме дека кинезите располагаат со една вештина, владеат со една вештина, односно користат една мудрост, едно искуство кое што се нарекува фенг шуи. Фенг шуи имаше еден известен период кога беше актуелно, кога медиуми од другата страна на Атлантикот го открија фенг шуито, кое што постои патем со милениуми и беше актуелно кога тие се обидоа да го банализираат, да го упростат значењето, толкувањето на фенг шуито. Меѓутоа, што значи тоа? Фенг шуито. Кинезите владеат со просторот, со енергијата, за да направат, меѓу другото, да направат и пријатно чувство. Човек да се чувствува убаво. И упорно забораваме дека постои тој фенг шуи кој што со кој што тие владеат, исто како што на македонец да му даеш музика, ќе направи музика убава, или да му даеш куќа, ќе нацрта убава македонска куќа. И тоа е тој фактор кој што прави за чувството во автомобилите од кинеските производители да биде пријатно. Навистина е така. Тоа се форми, материјали, облици, бои, посебно бојата и формата, кои што го создаваат тој фенг шуи, таа енергија. Значи, колку е да зборам чудно, луѓе кои што имаат познавање од фенг шуито, значи тоа не е никаква магија или Господ знае што, туку едноставно е древна вештина на владење со енергијата. И кај нив, значи секоја страна на светот, во тој фенг шуи, секоја страна на светот има своја боја. Северот, например, има боја, чинам дека е црна и сребрена, може грешам. Југот има боја црвена и нијанси портокалова. Значи, од една таква култура ние забораваме дека тоа може да се пренесе во автомобилите. Бојата, значи формите, материјалите, напред, мацката, например, и сите овие линии, тоа е лав. Една од кинеските животни. Значи, ова се толкувани, пренесени се линии, форми, изрази од лавот, кој што е дел од кинеската мудрост, кинеските непресушни знаења и слично. Третото обележје, фенг шуи, убавото чувство. Продолжуваме натаму. Последно ќе знаеме долго и попробуваме. Добре дојдовме во светот на Фортинг Т5 Ево. И на вистина е цел свет. Напред, просторно, луксузно, опремено, назад, уште поимпресивно. Аголот на отворање, почнувајќи од аголот под кој што се отвора вратата. Тоа се далеку, предпоставувам дека се 85 степени, близу 90. Човек седнува како господин, како во лимузина. И наистина е меко обложена задната клупа, пријатно, како во скапота паци, како во скапа фотелја домашна. Тоа се вештачки материјали, далеку од кожа, меѓутоа напреднато е. Имам зборувано веќе многу за случувањето со вештачката кожа, значи далеку е напреднато од оној скај кој што некогаш го познававме како вештачка кожа. Просторот одушевува. Ова треба да се почувствува. И висината остава исто впечаток. Лесното излегување, пристапот господски. И има уште една одлика
уште една функција која што всушност покажува најверно зошто толку внимание се има посветено за просторот и комоцијата и убавото чувство на задната клупа. Еве зашто се работи. Значи, предното седиште можам да го излизгам нанапред, можам и подпирачот за грб да го исправам и можам да си седнам комотно, да залегнам и да се возам како директор. Кинезите многу внимаваат на просторноста на задната клупа. Мерцедес произведува специјална изведба од Е-класата и од С-класата со продолжено меѓуоски растојание, затоа што кинезите ценат кога напред имаат многу простор. Луѓето сакаат да имаат многу простор. И еве тоа е таа придобивка. Не само простор, туку и уживање, привилегија. Ете колку предното седиште е повлечено нанапред. Само за патникот или патничката на задната клупа да има комоција. Возачкото седиште има електрично местење во сите насоки. По висина, напред-назад, агол. Единствено аголот на седичката површина не се мести, но затоа има местење на слабинскиот дел, што е важно за комотна, односно за целосна и правилна поддршка на рбетниот столб. Тоа што го одликува кокпитот е дисплеј, дигитален дисплеј, двоен дисплеј, интегриран, значи по цела ширина, висока средишна конзола, која што практично е продолжение на подпирачот за раце, со држач за чаша, со команди за ракување со паркирната сопирачка, со преграда затворена и климатизација, значи со дигитално ракување со сензорски копчиња, а долу се наоѓа преграда отворена за сместување на поголеми предмети. Дополнително има и преграда која што производителите ја заборавија во последно време. Ретко имам забележано дека уште останата оваа преграда. Вратите се исто така меко обложени, значи рацете, лактите се подпираат на меко обложена површина, штепот не отсуствува, вратите, облогите се сосем вред, фер, пак ќе речам, фер. И тука во вратите се забележуваат тие линии кои што се факт е дека тоа е дел од фенг шуито и придонесува за да се создаде една визуелна средина, визуелна целина, што создава пријатно чувство. И уште една посебност на Т5 Evo, кој што е достапен во едно ниво на опременост, во врвното ниво на опременост, е сончевиот покрив по целата должина и површина на покривот. Секако тоа внесува светлина, воздух, во внатрешноста живот. Пак фенг шуи, пак нешто што прави чувството да биде пријатно во овој автомобил. И внатрешноста детално, како и вообичаено. Надолжните линии го поставуваат главниот печат во внатрешноста за да се стекне уште, значи за да се нагласи впечаток за ширината на просторот. Значи тоа е горниот дел од кокпитот. Дигиталниот дисплеј се состои од два дела, значи интегрирана дигитални инструменти и поле за ракување со функциите за инфозабава и со основни функции за возилото. Графиката не е толку ситна и не е толку со ситна резолуција и не е толку убедлива, нешто со посебни ефекти, меѓутоа далеку од тоа дека би требало да се забележи за тоа. Важно е дека се е читливо, крупно, прегледно, нема што да привлекува
да го одвлекува вниманието во возењето. Фортинг пишува со гордост е напишано на воланот. Тоа не е да им се забележи, значи луѓето знаат што направиле. Тоа се командите за ракување кои што потсеќаат на некои постари претходни генерации, може би Форд, сеедно, не менува многу. Некои од полењата се неискористени, меѓутоа ракувањето е квалитетно, значи има добар фидбек, се знае што се постигнува. Некои копчиња сепак се нефункционални, односно некои полења се фиксни. Има напредни функции за автономно возење, значи од ниво 2. Тоа ќе го објаснам подоцна, ето ги рачките, трепкачите и светла, рачката за бришачи, нормална автоматика, сензори, сето тоа е стандард одамна. Тоа се отворите за воздух, тркалезни со големи, огромни прстени кои што служат за отворање и затворање на дотокот и графика, односно изглед како кај турбина во стил на Мерцедес во ред. Значи доволно се големи за да обезбедат правилно проветрување без да биде премногу силна воздушната струја. Тоа е интересно, тоа е преграда за монети, за метални пари. Тоа го имаше своевремено и кај Mercedes CL 600. Горната површина од таблата е обложена со мек материјал, што изгледа како кожа. Меѓутоа, доброто е тоа што се спречува секаков одблесок од горниот дел од таблата, значи со овој материјал е мат. Доброто е што се избегнува секаков одблесок врз ветробранот кој што во летно време, кога сонцето е ниско, знае да пречи и не само што знае да пречи, туку тоа би можело да биде и безбедносен фактор. И дисплејот е можне германски педантно обрабен со рамка, многу фер. Доброто кај дисплејот е тоа што нема одблесок, исто така. Значи на тоа е посебно внимавано. И навистина заслужува многу позитивна оцена. Наспроти тоа, забелешка имам за тоа што полењата за ракување, значи овие сензорски полења, на полето за климатизација не се толку видливи од возачкото седиште под одреден агол, значи зависно од тоа од кој агол паѓа светлината, може да бидат нечитливи. Од друга страна, човек што има веќе рутина, собственик, по известно време што има стекната рутина да ракува со климата, ќе знае и без потреба да гледа, ќе знае каде е која функција. Во секој случај температурата се мести на вртлив прекинувач, исто интензитетот, има автоматска команда, рециркулацијата е софтверски, значи решена. Има избор на максимално разладување, начини на дистрибуција на распределба на воздухот, исклучување, секако дека се прикажуваат сите тие опции, команди се прикажуваат и на дисплејот. Прегледно, ето, значи, повторно уште еден доказ колку е добро заштитен од одблесок дисплејот. И тоа се основните функции кои што ги нуди, значи, за пристапување до следните нивоа од менито. Значи, за возилото има можност да се избираат разни опции. Може би се малку поситни овие полења, отколку што имам навикнато кај останатите модели, но не мора да биде толку тежок
тешка оцена затоа што сепак се работи за функција до кој што се пристапува во ретко. Тука има корисен избор од поддршка, значи начин со кукава силина, електромотор да го поддржува управувањето, значи има нормална поддршка, комфортна и спортска, кога е најмала поддршката, серво поддршката на управувањето. Следно што е за пофалба, автомобилов има поминато близу 16.000 километри, значи бил и како пробно возило кај клиенти се користел. Меѓутоа, никакви траги нема врз оваа површина која што е обработена, значи со висок сјај и изполирана, би требало да биде чувствителна на гребаници, но не е. И тоа говори за сериозноста со која што е изработен овој автомобил. Класичен USB приклучок, во преградата не собира телефон цел, од друга страна има место долу, така што поштедува производителот од ставање на телефонот каде што не му е место и посегнување по телефонот во возење. Тоа е клучот, фер изработен, значи има и фортинг, испис, убаво, парче, тежи, мислам, тежи во позитивна смисла. Остава впечаток завршната изработка, значи самото тоа што оваа површина е обложена квалитетно да биде заштитена од гребаници. Значи дополнително говори и тоа што сите полења, сите команди се германски педантно обрабени со рамка, значи овде има метални прстени. Ова копче за отворање исто така е алуминиум веројатно или како и да е, изгледа различно, не е тоа едноставно пластика. Рачката исто е изработена мощно квалитетно и ова е обложена со не е кожа природна, нормално, меѓутоа е обложена со пријатен и квалитетен материјал. Пријатно е ракувањето, да, тоа секако. Па дури и овдека на овие држачи има исто додадени се украсни детали. Значи, секако остава впечаток тоа. Рачката за избор на степени за возење личи на Ауди. Ракувањето е мощно и задоволително. Тоа се електрична паркена сопирачка со аутохолд. Понатаму има избор на програми за возење 3, спортска, комфортна и еко. Поддршка за спуштање по поголема надолнина, помош, значи. И преграда за сместување предмети, длабока со преграда со ракување што Мерцедес прв јас измисли. Тоа е корисниот простор за сместување долу под конзолата, каде што нормално дека и телефонот треба да биде сместен, во смисла на тоа дека горе не собира телефон со нормална големина, затоа постои оваа површина тука. Приклучок за 12 волти, уште еден USB приклучок кој што може да служи за полнење. Окей, има тука и заштита за да не лизга телефонот и добро е обложено, доволно гумирано за да не лизга и да не тропа. Фер. Тоа е изработката на вратите. Значи овие линии, овие бранови, комбинации од бои, материјали, сето тоа создава фенг шуј, тоа што го спомнав. Односно, помага за да се стекне пријатно чувство, убаво чувство. Значи, сега сум лаик за фенг шуј, меѓутоа можам да претпоставам дека тоа ја канализира енергијата убаво.
Сега човек ќе поверува и во такви нешто, посебно кога ќе види дека навистина пријатно се чувствува во автомобил од кинески производител. Ето тоа се тие форми. Значи бранови кои што имаат некакво значење, некаква функција. Тоа е наука, односно наука, тоа е дел од културата која што се обидуваше светот да ја научи, меѓутоа на крајот научи дека може да ја добие директно од кинезите. Звучниците со убава рамка. Джебовите се длабоки, собира, литар и пол шише собира. Тоа е убав детал. Значи заштитата на вратата од валкање, за да се избегне овој дел да се извалка и човек при седнување да си ги извалка панталоните, дамите да си ги извалкат шорапите, сукните и слично. Квалитетно изработено, дефинитивно. Уште од снимката може да се насети колку е пријатно седењето во оваа средина. Со покривот, со изобилството од простор, со луксузната опрема, луксузната опременост, перфорирани седишта за да спречат потење, обшивка црвена, образи кои што не се толку нагласени, значи за да би пречеле. Секаде има таа обшивка, значи и во средишниот потпирач, и тоа се тие копчињата за ракување, за откажување на совозачкото седиште, електричното местење на седиштата, слабинскиот дел, па дури е мощна изненадувачки, мощна фер, тоа што оваа површина е изработена со висок сјај. Прикинувачите за ракување со сончевиот покрив држат за очила, кој што некогаш беше последен крик. Многу беше важно да се напомене дека имаат држат за очила автомобилите по цела должина. И има и заштитна плоча која што штити од многу силно сончево зрачење. И најголемото изненадување, просторноста и воопшто целата оваа представа на задната клупа. Тоа е просторот за нозе, целосно рамен под, патем има во меѓувреме и целосно електрична изведба од тепет. Може би ќе се нуди и кај нас, меѓутоа во секој случај го имаат АБЦ, увозникот АБЦ го има. СРС-3 во понуда веќе долго време. Команди назад, нормално, и тука се е обрабено, доработено со сјајна површина, полнач, преграда. Пак ќе кажам фер, и джебови кои што не се само джебови, туку имаат некои имаат ластик. Значи пак мора да има дополнително нешто. Убава изработка на вратите, значи сепак замислене назад да се возат важни луѓе. Ако веќе има оставен простор за да си додаваат место за нозата, тогаш сигурно дека треба да биде и обработено се за нијанса по-грижливо и повнимателно. Висока клупа, долга клупа, доволно високо седење, меко исполнување, држат за подпирач, односно подпирач за рацете. Сега нема отвор за ски, во ред. Исто завршна изработка со овие штепови црвени. Трето прозорче, и тоа плюс внесува светлина.
Има нешто што создава убава енергија во ова. Тоа е тој фенг шуи. Местење по должина нема. Местење по агол исто така нема. Но кој би забележал нешто? Едноставно соборување. Багажникот е помалку валкан. Вратата на багажникот. Висок под. Овој простор е наменет за алат, компресор, безбедносен триаголник. Не мора да се забележи тоа што е тенка ова плоча, значи сепак има долу, има основа, меѓутоа можело да се направи малку повеќе внимание, да се придаде тука. Не се обложени страниците, изгледа раскошно и отмено. Работното место на возачот од тука личи како спортски автомобил. Уште еден подобар преглед на работното место на возачот, односно местото за уживање во возењето. А кога ќе се тргне оваа полица и оваа облога, се добива пристап до резервното тркало, помошно резервно тркало, значи нема никакви китови за поправка, лепење или сепак е многу поголем просторот отколку што изгледа без отстранета облога долу. Значи, кој сака може веројатно да има избор, не знам како е со нарачките, меѓутоа, кој сака има или има потреба некогаш да го искористи целиот простор, целата висина на просторот, може значи да се отстрани резервното тркало, да се остави во гаража или каде и да е, и да се користи целиот простор. А како изгледа под хаубата? Фортинг мотор и кодот си го пишува. Кој сака може да се провери. Па може и кинески да чита ако знае. Се е изведено многу педантно. Значи производителот сака да укаже дека ова е господски автомобил и за секакви интервенции, зафати треба да се отиде во сериозна работелница. Мислам, тоа не значи поправка, туку може да значи и одржување. Како, например, долевање течност за бришачите, средство за владење. Ова очигледно никогаш не било отворено, немало потреба. Односно, било сигурно, меѓутоа малку повешто тоа го направиле отколку јас. Се е тука заштитено со издржлива пластика, убаво прицврстено за да не тропа, да не треска или... Значи се работело, не е оставен просторот само туку така, туку е направена, па веројатно тоа што дамите го подразбираат како козметика. Добро е заштитен од прскање моторот, од долу и амортизери. Нема тука шипки, лостови, подпирачи, а функцијата на ова копче се поврзува со овој избор. Значи, дали да се префрли на стендбај, дали да се исклучи звукот или фотошутинг. Значи, може да снима фотографија. Добро, треба очигледно некакво местење да се направи дополнително. Тепет, ево, има гласен дизајн. Дизајн кој што има гласна порака, кој што сака нешто да пренесе, да соопшти. Има
умерена доза на агресивност, за тоа да не биде невкусно. Меѓутоа, што всушност покажува овој нос? Кај кинезите секогаш постои некоја символика. Се има символика. Тоа што всушност го прикажува овој нос на Фортинг Т5 Ево е лик, значи земени се линии, обележја, физиономија на лав. Лавот е моćна символика, има во кинеската култура воопшто, од кинескиот хороскоп па натаму преку фенг шуи кој што го спомнав. И тоа всушност го содржи овој нос, тоа го прикажува лав. Кога се има предвид намерата на дизајнерите и на менеджерите да внесат лик на лав во изгледот во најавата, во носот на овој автомобил, тогаш целата содржина, целата појава и целата смисла на овој автомобил се заокружува. Изгледа симпатично, уште посимпатично отколку на прв поглед. Овој изглед е забележлив на улица. Вниманието е толку насочено кон носот, кон светлото и кон маската, што дури отпосле се забележува дека тркалата се лакирани црно, мат црна боја. Меѓутоа, сето тоа изгледа совршено хармонично. Нема елемент да двои и да ја нарушува целината. Маската, изработката на маската, отпосле се забележува колку има детали. Оваа лајсна, исто така изработена во сјајна црна боја, веројатно е тоа би се нарекло антрацит финиш. Во таа лајсна е додадена дополнително метална лајсна за уште поубедлив печаток и маската, овој крупен растер и овие вертикални линии, тоа се обележја од мотоспортот. Тоа укажува на мотоспортот, на моćна машина, на динамика. Тоа се забележува и отсуството на секаква гребаница, оштетување од камче, од удар од камче или било какво нарушување на овој фабрички дизајн, иако станува збор за возило што нема поминато премногу километри, има 16.000 километри, меѓутоа можеше барем да се очекува некоја трага од камче. Ништо такво. Често пати стравуваат луѓе дека овој финиш е премногу чувствителен, меѓутоа се покажува, еве, токму кај Фортинг, кај Т5 Ево се покажува колку всушност е издржлив овој финиш. Во почетокот од тестот ги издвоив трите обележја кои што се најубедливи, кои што оставаат најсилен впечаток при запознавањето со Фортинг Т5 Ево. Фортинг патем е име кое што е произлезено од оригиналното име, кое што се користи во Кина и е за европејците и светот да може полесно да ги изговара името. Меѓутоа, како што напредуваше тестот и како што се приближувам до завршетокот на тестот, се издвоија вистинските квалитети на Т5 Ево. И тоа што навистина остава впечаток покрај оние првични просторноста, покрај бојата, која што не е толку беззначајна кај еден автомобил, далеку од тоа, и елементите на фенг шуи, вклучувајќи го и ликот на лавот, кои што, односно елементите од фенг шуи во внатрешноста, кои што придонесуваат за човек да се чувствува пријатно, тоа што вистински всушност говори во прилог на овој автомобил е комфорт. Консеквентен комфорт. Значи, во секој поглед е испочитувана таа намера, таа идеја на проект менаџерите и воопшто на менаџерите на марката да издвојат комфортни својства кај овој автомобил. Кога се патува, па плени тоа чувство. Навистина, одушевува токму комфорот на амортизацијата. Амортизацијата обично беше проблем во раните генерации на кинеските модели кои што почнуваа да се продаваат на европскиот пазар, кои што доаѓаа, меѓутоа тоа се веќе 20 години, и тогаш се чувствуваше дека има одредена нехармоничност во
нагодувањето на подвозјето. Европа има различен начин на возење од светот. Во Европа се бара поголема динамика. Во Европа патиштата се главно голем дел од патиштата се попланински предели, значи се криволести патишта на горнини бараат малку повеќе ангажман. И сето тоа треба за сето тоа, значи да може возилото да ги исполни тие барања, е потребно и подвозјето да биде малку посложено отколку што тоа би било, например, отколку во случај кога возилото би било наменето за американскиот пазар, каде што се бара комфор, каде што возните својства во свијаци па се од трет ред. И тоа беше условно кажано проблем на тие рани генерации на кинеските автомобили. Меѓутоа, токму во таа насока убедува сега овој Ford Think T5 Evo. Токму во комфорот. Консеквентно. Се е повеќе е повлечено, значи вниманието, конструирањето, инженерингот е насочен во насока на комфорот. Без при тоа да се жртвуваат возните својства. Тој е безбеден, е возлив, причинува задоволство во возењето и човек може да стекне доверба во возните својства и во тоа што може да го изведе, значи во стабилноста на T5 Evo. Меѓутоа, пак надоместува за се комфорот. Управувањето. Во почетокот може би се чини дека е премногу силна електроподдршка, односно сервоподдршката, електричната сервоподдршка дека е премногу силна и дека е мала повратната информација која што доаѓа од тркалата до воланот. Значи тоа се ситни вибрации кои што му даваат на возачот информација, му соопштуваат што се случува меѓу тркалата и меѓу асфалтот. Значи возачи кои што се поискусни, кои што внимаваат, значи, на тоа што им го пренесува автомобилот, кои што го живеат автомобилот, знаат да го препознаат тоа чувство кога се појавува лизгање меѓу тркалата и меѓу гумите и меѓу асфалтот и соодветно, значи, да смалат брзината, односно да не комплицира многу. Комфорот убедува. Убедува и тивката звучна кулиса во внатрешност. Навистина е тивка. Одлично е изолирана. Повеќе е изолирана каросеријата, значи е фантастично изолирана. Ги нема оние резонанции кои што се случуваат, кои што се од ударите, вибрациите кои што се случуваат во подвозјето и кои што понатаму се пренесуваат во каросеријата. Значи тие резонанции ги нема. Следното што убедува како квалитет кој што може да придонесе за купувачи да се заинтересираат за автомобилот, тоа е токму моторот. Моторот е произведен под лиценца на Mitsubishi, значи тоа е заедничка компанија на Mitsubishi во Кина, која што произведува мотори, од која што се снабдуваат производителите, тоа трае веќе со децении. Тоа е моторот кој што работи, еден 5-литарскиот мотор, значи основата, блокот, основата на моторот е слична со Lancer, значи еден 5-литарскиот мотор на Mitsubishi Lancer, и од него е изведен и еден 6-литарскиот мотор, односно тоа е иста генерација, еден 6-литарскиот мотор на ASX, на Mitsubishi ASX. Тоа е моторот. Моќност, култивирана работа, рамномерно повлекување, турбината не се чувствува, значи не постои никаква дупка. Повлекува уште од 1400 вртежи, влече рамномерно. На горнина ќе забележите дека ниту 2000 вртежи не ослободува моторот. Ја има поддршката од ньютон метри, од вртежен момент, има 285 ньютон метри. И сето тоа води кон заклучокот, кон задоволство од моторот. И најголемото задоволство потрошувачката. 8 литри, 8,5 литри. И во град на отворено далеко, на отворено може да се смета и со 7 литри. Е благодарен мотор за штедење, значи многу повеќе би возвратил на штедливо да внимателно возење, отколку што би ја качил потрошувачката кај возачи кои што сакаат повеќе динамика. Моторот, комфорот и моторот.
А што е третото? И кој е третиот најголем квалитет на Forting T5 Evo? Оригиналност. Може да се спореди со рибарска тактика. Обидете се некогаш да забележите кога шетате по кеј, покрај река, на езеро. Обидете се да забележите дека рибарите се распоредени по целото течение, по цела должина. Секој рибар има своја тактика, секој е убеден дека неговата тактика, неговиот пристап, неговото искуство е повредно отколку искуството на другите рибари. И дека тој е подобар рибар од другите. Истото е и кај автомобилите. Овој автомобил денес не е автомобил кој што е наменет за луѓе што бараат поевтин автомобил, далеку од тоа. 28.400 евра чини, значи овој Forting, во едно ниво на опрема се испорачува и тоа е далеку од ефтин автомобил. Значи, и претходно имам зборувано на претходните тестови дека за таа вредност, дека за таа цена веќе може да се избира па што сака човек. Може да избира хибриден погон, може да избира спортска лимузина, може да избере што било. Меѓутоа, овој автомобил се поставува како избор, како еден интересен избор за луѓе кои што бараат оригиналност, кои што се убедени дека овој автомобил ги поседува точно оние својства што тие ги очекуваат од еден автомобил и дека тоа е автомобилот за нив. Дека тоа е автомобилот што е создаден за нив. А луѓе кои што не сакаат да бидат истомисленици со масата, кои што секогаш поаѓаат по некој пат и неретко се случува нивниот избор да биде и правилен. Автомобилите од ковот на T5 Evo, од ковот на DFSK Glory 580 и Glory 500, од ковот на Ceres-3 електричниот. Се автомобили кои што допрва почнуваат да се пробиваат на западноевропскиот пазар во Унијата. Кај нас ја имаме таа флексибилност што увозниците можат да реагираат многу пофлексибилно, многу послободно и да ги имаме овие автомобили, да ги познаваме уште долго пред Европа да дознае за нив и да се пробијат да бидат прифатени. Кај нас е изненадувачки добро прифатен. И тоа не е прв пат, затоа што пред овој T5 Evo има други модели кои што укажале на тоа дека е добар избор. Продадени се само годинава, продадени се близу 30 примероци. Дали може би пропуштив да спомнам која е оваа марка? Чија е оваа марка? А доволно е само да спомнам дека тоа е дел од концернот Dongfeng, еден од најмощните производители на автомобили во Кина, иако брзо се менуваат нештата таму, меѓутоа е несомнено дека станува збор за еден голем концерн кој што стои зад сите овие марки. И што е поентата сушност? Довербата. Станува збор за увозник, значи увозникот е еден, увозникот на Forting и на DFSK и на сите Ceres и на сите останати марки е ABC Brother. И го бие глас дека е добар увозник, односно дека автомобилите кои што ги продава се солидни. Може да замислиме што ќе се случеше доколку предходните стотици примероци продадени од Glory 580, тој е првиот кој што го направи вистинскиот бум, а по него го повтори и 500, што ќе се случеше доколку тоа беа неквалитетни автомобили. Далеку од тоа. Значи, самото тоа што се работи за кинески автомобил, па ќе предизвикаше огромна мешаница на сцената. Ќе се разгласуваше брзо секаков пропуст што би го имале тие автомобили. А всушност далеку од тоа дека некој се сомнева во автомобилите. И секој нареден модел, значи почнувајќи од 580, 500, сега T5,
Има и нови модели, значи има и компактен модел кој што ќе го представам наскоро. Има уште многу изненадувања. Ќе има и електричен модел, ќе има и хибриден модел. Се развиваат нештата и луѓето имаат доверба во Dongfeng, ќе речем. Тоа е практично исто како да имате доверба во марка која што припаѓа на концернот Volkswagen или на Stellantis или на Renault. Важно е дека изгледа убаво.